7-годишниот Алесио Фератов е сосема обично и скромно момче од Делчевското село Треботивиште, но под неговата кревка и повлечена надворешност се крие вистински гений. На 4 години сам научил да чита и пишува, а во моментов зборува македонски, англиски и германски, кој исто така го научил сам. Имаше филм, одозду имаше превод и тие думаше на германски и доле на македонски. Превод и така научи. Роден во Швајцарија, Алесио со родителите доаѓа да живее во Треботивиште, место од каде потекнува неговото семејство. Уште од првиот ден во училишните клупи, станало јасно дека тоа е исклучително надарен млад човек. Се работи за многу добро дете кој што многу сака да учи, ги сака сите предмети, покажуваше голем интерес во сите предмети. Самиот си научил да чита, математиката му добро оди, добар е по сите предмети. Алесио ги знае сите математички операции до 1000. Сам може да преинсталира компјутер и прави најразлични експерименти по природни науки. Поради ова, одлучено е тој да прескокне едно одделение и од второ да премине во трето. Со наставничката од неговото одделение сегашна, се договаравме како можеме да го вклучиме ученикот. Тој истовремено од почетокот на оваа учебна година следеше и второ и трето одделение истовремено. Тој беше толку многу вешт што можеше истовремено на еден час да ги следи и двете програми од двете одделенија. И сепак беше прв меѓу првите. Но и покрај ова, малиот Алесио е сосема обично момче кој ужива да се дружи со своите врсници. Најмногу си играте на часовите, на што најмногу си помагате? Ако немам нешто, тој ми позајмува, тој ми помага по некој предмет. После училиштето дали се дружите? Да. Што најчесто си играте тогаш? Играме фудбал, кошарка, се возиме со велосипед. Алесио сонува еден ден да стане познат научник. Патот до таму си го трасира сам, благодарение на својот исклучителен талент за учење и љубопитност. Плановите се основното училиште да го заврши во Треботивиште, а понатаму ќе оди онаму каде што го носи патот. Можеби назад во Швајцарија каде останала да живее неговата сестра, можеби на некое друго место. Но едно е сигурно, ќе оди цврсто по патот на знаењето и науката, зашто таму го влече и умот, но и срцето.